33 полицајци денеска пред истражен судија во Кочани. Повикани се како сведоци во акцијата Детонатор. Треба пред судот да кажат дали нивниот екс командир Ванчо Тодоров рекетирал и уценувал. За сега пензионираниот Тодоров и неговиот заменик Санде Стојменов се единствените осомничени полицајци дека им помагале на уапсените во акцијата Детонатор. Иако министерката Јанкуловска најави дека пропусти утврдиле во најмалку 35 случаи. Имало пропусти при евидентирањето на настаните, односно, како што веќе информиравме, наместо да биде евидентирана потешката форма на прекршување на законот, се одело со евидентирање на прекршоци наместо кривични дела. Поранешниот прв човек на кочанската полиција заработи притвор, откако внатрешната контрола на МВР утврди дека тој рекетирал гастарбајтер од Италија и го уценувал да му купи нов автомобил. Често пати му праќал и сообраќај на полиција да му пишува казни, па потоа го уценувал и со нив. Останува неизвестно ќе има ли казна и за полицајците кои порано не го пријавиле самоволието на својот шеф. Детонатор од функција смени 13 високи полициски функционери од Источна Македонија. Се уште не се знае дали ќе удри по суди и обвинители. Пред 10 дена председателот на Врховниот суд објави дека еден случај поврзан со уапсените во Детонатор, работен во Кочанскиот основен суд, е сомнителен. Судот изрекол казна под законскиот минимум, а обвинителот не се жалел на одлуката. Во акцијата Детонатор беа запленети близу 800 покер апарати, а во притвор завршија и 14 насилници кои со години го тероризираа Кочани.